Честит Илинден. Добар ден. Почнува централното издание на вестите. Еве што ќе гледате во нив. Од Крушевската република до Асном се одбележува 2 август, денот што ги обединува историјата и идеалите, политичарите со пораки. Слободата не ни беше подарена од некој друг, туку сами се ослободивме. Нашата битка е токму да ја вратиме таквата татковина. Македонија не сме да остане заробена во минатото. Граѓаните го искористија празникот и за излети во природа. Тоа е еден од најголемите празници за сите нас. Да се собереме со фамилијата, се видиме со добри пријатели, на чашка раке. Бројот на потврдени и суспектни на Западен Нил се искачи на 16. Хоспитализирани уште 3 пациенти. 20 на пожари на отворен простор во текот на денот, надлежните со порака. Имавме пожари на неколку депонии и диви ѓубришта. Македонија денеска го слави празникот кој длабоко ја обележува нашата национална самостојност и борба за слобода. Оваа значајна дата ги поврзува херојското илинденско востание од 1903 и историското заседание на Асном од 1944 година. Низ целата земја се одржуваат свечености, потсетувајќи дека духот на Илинден останува силна инспирација за овие и идните генерации. Големиот празник се одбележа со низа свечености, а почнуваме со настанот на Пелинце. Таму беше Афродита Рамос. Македонците се борат за своите правдини. Во духот на илинденските идеали за истрајност, борба за слобода и патриотски непокор, Македонија денеска одбележува едни од најголемите и најзначајните настани за својата државност. 123 години од Крушевската република и Илинденското востание и 82 години од првото заседание на Асном. Во мемориалниот центар на Асном во Пелинце, со положување на свежо цвеќе од бројни домашни и странски делегации, како и музичка изведба на традиционални македонски песни од Националниот џез оркестар, се одбележа Илинден, денот на републиката. Пред присутните во Пелинце се обрати премиерот Христијан Мицкоски, кој порача дека битката на оваа генерација е последната надеж за иднината на државата, против која, како што рече, се сторени многу неправди и во име на која се донесени погрешни историски одлуки. Денес татковината знам дека не е земјата и државата за која сонува илинденците и асномците, но нашата битка е токму да ја вратиме таквата татковина. Ме молам, внимавајте и не им верувајте на тој талок на неуспеси, цинизам и мразење на се што е успешно. Нашата генерација има обврска да се избори за нешто што е подеднакво важно, да ја сочува душата, да ја врати вербата во институциите, достоинството на честниот човек и повторно да ја направи надежта најсилната движечка сила на нашето општество. Затоа што денес не се води само политичка битка. Не се води само економска битка. Не се води само битка за нови инвестиции, повисоки плати, подобри училишта, модерни болници или нови патишта. Иако сето тоа е неопходно и ќе продолжиме да го правиме со уште поголема решителност. Илинден во Пелинце го одбележа и голем број на граѓани, за кои, како што рекоа пред камерата на Канал 5, празнувањето на овој голем македонски празник е дел од семејната традиција. Илинден 2 август ми значи како македонец, значи национален празник, гордост на македонштина за револуционална борба, остварување на идеалите за Македонија да направиме држава. Целиот македонски народ треба да го славиме, да го обележуваме, да го како традиција да го почитуваме. Мора да се тој негуе народ, свак народ, ако нема историја, нема ни иднина. Лани бевме во Крушево, сега тука. Оваа година Пелинце. Најдобар празник за државата.
Инаку, меморијалниот центар на Аснон во Пелинце, иако символ на независноста и борбата на македонскиот народ за самоопределување, е изграден на 8 километри од местото каде што всушност е одржано првото заседание на Аснон, манастирот Прохор Пчински на територијата на денешна Србија, поради тогашниот отпор да се дозволи чествувањето на Илинден во манастирот на македонските делегации. Од тогаш Македонија овој значаен празник го одбележува тука, на Пелинце. Големиот празник традиционално се одбележа и на Мечкин камен, како и во центарот на Скопје, каде што беше и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Пораките и атмосферата ни ги пренесува Сандра Спасовска. Одново сега знамето себе над Крушевската. Слободата не ни беше подарена од некој друг. Сами се ослободивме и никому не му должиме за тешко изборената држава, порача шефицата на државата Гордана Силјановска-Давкова на одбележувањето на 123 години од Илинденското востание и 82 години од првото заседание на Аснон. Во говорот од пред споменикот на првиот председател на президиумот на Аснон, Методи Андонов Ченто, осврнувајќи се на животниот пат и идеалите на Ченто, председателката порача дека нашиот пат останува проевропски ориентиран, исто како и Чентовиот, и оцени дека со блокадата на евроинтеграциите не губи само Македонија, туку губат сите, дури и оние што ја блокираат. Слободата не ни беше подарена од некој друг, туку сами се ослободивме со нашата 120.000 бројна народно-ослободителна војска. Значи, никому не му должиме за тешко изборената држава. Токму затоа, никој нема право да ја ревидира нашата национална историја, оти секој народ, па и македонскиот, има право на своја историја. Нашиот пат е проевропски ориентиран, како и Чентовиот. Знаеме дека секоја земја кандидат прави компромиси врзани за адаптирање на односите и процесите на акито или решавање на различни спорови. Но нашето искуство има уникатен предзнак, како постојана и незавршена низа од барања со кои што се оспорува и се нарушува нашето суверено право на самоопределување. Но факт е дека не само ние со блокадата на нашата евроинтеграција, туку и оние што не блокираат, губат. Губиме сите. Илинденците не ни оставиле само историја, туку и завет за оваа наша слободна Македонија, порача од Мечкин камен под председателот на Собранието Антонио Милошовски, која предводеше собраниската делегација во Крушево по повод 2 август. Милошовски вели: не бараме ништо што му припаѓа на друг, но никој не треба да бара и од нас да се откажеме од она што сме. Илинден не учи и на нешто друго, што ни е потребно повеќе од било кога и да е. Дека има мигови кога она што не обединува мора да биде поголемо од она што не дели. Може да имаме различни политички ставови за закони, да имаме различни погледи за патот по кој се движиме, и тоа не е слабост, тоа е дел од демократијата. Но постојат работи што мора да стојат над нашите поделби. Македонија е првата работа. Во Крушево, освен собраниска делегација, присутен беше и вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и лидерот на СДСМ Венко Филипче, кои порачаа дека должност на државата е да се продолжи патот на илинденците. Македонија не сме да остане заробена во минатото. Не сме да биде држава во која младите заминуваат, во која пензионерите едва и преживуваат, во која водата за пиење опасна, а институциите служат на тесен круг луѓе. Илинденците се бореа против тиранијата на своето време. Денес нашата борба е против корупцијата, против изолацијата и против лажниот патриотизам. 2 август Илинден е доказ за борбата на македонскиот народ, за своја самобитност и за своја државност. Македонија во моментов како никогаш претходно гради 6 автопати,
гради железница на коридорот 8, за брзо ќе почне и на коридорот 10. Честитки со пораки за единство, државност и почит кон илинденските завети, упати целиот политички и државен врв во земјава. Дел од скопјани празникот Илинден го одбележаа со излет во природа, бегајќи од летните горештини во боровата ладовина кај селото Кучково. Посетителите го искористија денот за мирна атмосфера и дружење, целосно почитувајќи ги препораките за забрана на скара поради опасноста од пожари. Сепак и покрај доволниот број контейнери, разочарува сликата со несовесно расфрланиот отпад низ ова популарно излетничко место. Репортажа на Игор Манасиевски. Дел од скопјани кои не заминаа на некоја од туристичките дестинации ги затекнавме како големиот празник Илинден со своето семејство и со пријателите го прославуваат со излет во природа, во ладовина, за да избегаат од овие летни горештини од жешкиот градски асфалт. На само 10 километри од Скопје, во близина на Ѓорче Петров, крстот кај село Кучково е едно од тие излетнички места, популарни за жителите кои гравитираат во овој дел од метрополата. За посетителите, кои, иако беа во помал број од вообичаеното и зацкриени во длабоките борови ладовини на околу 700 метри надморска висина, ова место нуди разладување и можност за прошетка по патеките за време на топлите летни денови и уживање во дружбата со пријателите за прослава на големиот празник. Да се собереме со фамилијата, се видиме со добри пријатели, на чашка ракија, на убав муабет. Така ладовина. Ладовинка, децата да играат и тоа. Како си го прославувате денеска празникот? Вака, ќе гледам како што да бегате од жестините од Скопје? Малку жешките, знам, жешките и така. Тука по-ладничко, по-добро? По-добро, повисоко, по-дуа ветар и така. Бегаме жестините, пака со деца малку да излеземе на убав чист свеж воздух. Тука си дувка ветра, има сенки. Празник, денеска голем празник за сите. Па е еден од најголемите празници за сите нас. Вообичаено вака бегате од жестините од... Да. Најубаво, значи среќен празник на сите и се најубаво. Ке се почитува денеска правила, нема палење скари, такви работи? Никако. Тоа не е многу важно, нели? Најбитно е, шумите треба да се заштитат. И да им даеме примери на нив, нели? Точно така. Она што беше очигледно е дека сите ги почитуваат препораките и воопшто не планирале да прават скара заради опасноста од пожари, па си понеле од дома готова храна и салати. Но исто така разочарува отпадот кој е расфрлан на секаде наоколу, иако контейнери има сосема доволно за да не се наградува сликата на ова убаво излетничко место со прекрасен поглед на Скопје. Скопје деновиве речиси празно. Оние што не отидоа за Грција и за Охрид, ги наоѓаме во сенките околу Скопје. Кај крстот во Кучково, дел од граѓаните бараат сенка и за солниште да си го прослават овој голем празник. И додека официјалните чествувања на Илинден се одржува на повеќе локации низ државата, за многумина празникот е и можност да се избега од секојдневието. Крстот во Кучково е само едно од тие излетнички места каде што празничниот ден се обележува во мирна атмосфера со дружење, рекреација и прекрасен поглед, кој не потсетува дека на само неколку минути оддалеченост од градот имаме прекрасна природа за уживање. Шпанија со конкретни превентивни мерки по мигрантската инвазија. Мадрид ке гради 500 метри заштитна бариера на морската граница. Расте бројот на хоспитализации поради вирусно воспаление на мозокот на инфективната клиника во Скопје. Само во последното денонуќе е хоспитализирани уште 3 нови пациенти, со што бројот на потврдени сомнителни случаи на западно-нилска треска се искачи на 16. Сите досега хоспитализирани имаат повеќе хронични болести и се над 60 годишна возраст. Сања Трајковска Ставров. Уште 3 граѓани со вирусно воспаление на мозокот се хоспитализирани на инфективната клиника, со што бројот на потврдени и суспектни на тешка форма на заразата Западен Нил, кој кај луѓето го пренесуваат комарците, се искачи на 16. Од нив, 3 скопјани кои во последниве денови беа ставени на респиратор, се уште се во критична состојба, а за сега кај нив нема ни подобрување, ни влошување, потврдува директорот на инфективната клиника, доктор Фадил Цана. Последниве 24 часа, значи последното деноноќе, на клиниката за инфективни болести се хоспитализирани уште 3 пациенти, кај кои е потврдено дека се работи за
вирусно заболување, тоест воспаление на мозокот и мозочните обвивки. Сите тројца пациенти се на возраст 6, 4, 6, 9 и 83 години, а сите се со придружни болести. Ниту еден од 6 ново хоспитализирани во последните 2 дена не патувал надвор од земјата, што доколку се потврди западно-нилска треска кај нив, значи дека се заразени од убот од комарец дома, односно би спаѓале во категоријата автохтони случаи кои во најголем дел периодов беа лоцирани во Драчево, каде се спроведе и дезинсекција. Според епидемиолозите, освен лица кои имаат над 60 години, во така наречените ризични групи спаѓаат и најмалите, особено доенчињата и децата до 3 години, па затоа апелот до повозрасните и родителите е заштита од убоди со користење на мрежи во домовите и различни средства против комарци. Децата по природа на работите имаат силен имунолошки систем и не спаѓаат во ризични групи, освен најмалите возрасти. За нив би требало да се погрижат родителите да постават комарници, мрежи, да користат еколошки препарати за одбивање на комарците, репеленти и едноставно тоа е единствено што може да се направи. Експертите од областа очекуваат да има зголемување на изолираните случаи со потешка форма на болеста, а во меѓувреме надлежните тврдат дека ја следат состојбата и вршат дезинсекција на ризичните места. Од сите заразени, само 1% можат да имаат тешка форма, 20% лесни симптоми, а останатите можат да ја носат заразата со себе, а да не знаат, но од човек на човек не се пренесува. Топлотниот бран кој ја зафати државава ќе се задржи во текот на следната недела. Од УХМР за Канал 5 велат топлото време ќе потрае, а кон крајот на следната недела температурите ќе бидат и над 40 степени. Времето денес ќе биде сончево и топло со мала локална облачност. Во западните делови ќе дува слаб до умерен ветер претежно од североисточен, а во источните делови од променлив правец. Максималната температура за денес ќе биде во интервал од 33 до 39 степени. Под влијание на топла воздушна маса од југ, во деновите од продолжениот викенд и до крајот на следната седмица, времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дневната температура на секаде ќе биде на 33 степени, а на некои места ќе надмине и 40 степени. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови. 20 помали пожари на отворен простор биле регистрирани во текот на денешниот ден, информира директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Тој посочи дека благодарение на брзата реакција на локалните противпожарни екипи, пожарите се изгаснати или ставени под контрола. Во текот на денешниот ден до сега имавме 20 помали пожари на отворен простор. Благодарение на брзиот почетен одговор на локалните пожарникари, овие пожари се изгаснати или ставени под контрола. Во овој момент имаме активни само неколку помали пожари. Очекувам во наредниот период истите да бидат ставени под контрола, а потоа и изгаснати. Пожар кој што беше видлив од подалеку и предизвика одредена вознемиреност кај граѓаните е пожарот на територијата на општина Струга. Конкретно на територијата на општина Струга имавме 2 пожари на отворен простор, едниот е целосно изгаснат, вториот е ставен под целосна контрола. Очекувам набрзо да биде изгаснат. Во текот на денешниот ден немаше побарување за ангажман на воздухопловите кои што ги имаме на располагање за гасење на пожари. Карактеристично е тоа што имавме пожари на неколку депонии и диви ѓубришта. Повторно се гледаме и во вечерните вести. До тогаш пријатно.